Македонија има вредни земјоделци и Македонија има плодна земја. Во континуитет Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство промовира мерки и политики преку кои што ќе ја максимизираме, односно ќе ги изголемиме површините кои што се обработуваат, кои што треба да донесат максимален резултат и во вкупното земјоделско производство. Денеска во Службен весник се објавува огласот за доделување на земјоделско земјиште под концесија од над 3 хектари, кој што се однесува токму на површините од поранешна Џумајлија, од околу 907 хектари кои што денес се објавуваат во 10 различни блокови и во наредните 60 дена ќе се спроведува постапката. Затоа ги мотивираме сите заинтересирани за земјоделското производство да се обратат во Министерството, да ги добијат потребните информации и да конкурираат за овие, но и за површините кои што ќе објавуваме на следните огласи. Лоциравме околу 11.000 хектари слободна земјоделска површина, која што е оформена во блокови и целосно исчистена од секакви процедури и кои што во наредните неколку месеци низ владината постапка исто така ќе бидат објавени на огласи до 3 хектари, но и на огласи над 3 хектари. Мотивиравме во овој период домашни и странски компании кои што се заинтересирани за изградба на нови производствени капацитети, за зголемувањето на вкупното земјоделско производство и за инвестиции токму во агросекторот. Овие површини може да се користат за различно земјоделско производство, но исто така и за развојот на агротуризмот во Македонија. Министерството и владата во континуитет спроведува системски политики се со цел да го објавиме вкупното земјоделско земјиште во Македонија, кое што треба да дојде во рацете на вистинските земјоделци за да се произведува храна во државата. Паралелно, на утрешната седница на парламентот се измените на Законот за консолидација на земјоделското земјиште, кои што ќе ја овозможат, односно ќе ги олеснат процедурите за окрупнувањето на земјоделското земјиште кое што е раситнето и е неопходно да ги спроведуваме овие постапки. Оваа година отпочнуваме постапки за окрупнување на околу 17.400 парцели на околу 4.500 хектари во Македонија, односно 12 консолидациони подрачја на кои што ќе вршиме окрупнување на земјоделското земјиште. Тоа ќе доведе до зголемување на приносот, тоа ќе не носи кон модерно и развиено земјоделско производство. Исто така, владата ја усвои методологијата за продажба на земјоделското земјиште и ги направивме неопходните измени во Законот за продажба на земјоделското земјиште. Затоа, во овој месец следи и постапка да објавиме јавен повик преку кој што земјоделското земјиште на кое што има оранжерии ќе може да биде откупено од страна на заинтересираните. Оваа постапка ќе ја водиме внимателно, се со цел да овозможиме изголемено искористување на средствата од ИПАРД фондовите. Почитувани, владата и Министерството и во наредниот период ќе носат нови мерки и политики во делот на земјишната политика, се со цел да ги изголемиме обработливите површини и да земјата дојде до вистинските земјоделци. Благодарам. Кажете ни, господине министре, кои се условите за да конкурираат земјоделците за ова денеска што го објавивте земјиште? За разлика од претходните блокови кои што беа давани на оглас и за кои што се бара конкретен износ и рок на инвестицијата, за овие површини, за овие 10 блокови, се единствено условите согласно Законот за земјоделско земјиште, зашто земјоделците ќе бидат запознаени. Не постои услов да се поднесуваат инвестиции, односно проекти за инвестиции со соодветен износ или со соодветен рок, како што беше во претходните постапки. Затоа одлучивме овие 907 хектари во 10 блока да бидат дадени на оглас над 3 хектари, каде што ќе има јавно надавање и ќе важат основните услови согласно Законот за земјоделско земјиште.